Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе ја обработиме глава 16 од книгата Изреки. Во неа, како и во останатите глави од оваа книга, има многу мудрости кои, ако ги примениме, ќе ни помогнат да живееме побожно. Сите мудрости кои ги читаме во книгата Изреки се заклучоци од долгогодишното и богато животно искуство. Овие изреки не се само некое теоретско знаење кое царот Соломон го слушнал или го научил од некоја книга, туку нешта кои самиот тој ги доживеал на своја кожа, или пак ги научил гледајќи ги животите на луѓето околу него. Книгата Изреки е важна и за нас денес. Иако е напишана од страна на евреин пред околу 3000 години, сепак нејзината содржина се однесува на секој од нас, било да сте маж или жена, млад или возрасен, богат или сиромашен. Ке го прочитам првиот стих. Човекот размислува во срцето свое, но одговорот на јазикот е од Господ. Или со други зборови, човекот планира, но Бог одлучува. Оваа изрека не потсеќа на фактот дека Бог е суверен и дека тој ја има контролата над се што се случува во животот. Тоа не значи дека ние луѓето не треба да размислуваме и планираме, но секогаш мораме да бидеме подготвени Бог да не изненади со неговите планови и решенија. Тој ќе го има последниот збор. Секој кој е свесен за оваа вистина ќе биде отворен за Божјото дејствување и ќе знае дека се што се случува или според Божјиот план, или со Божјо допуштање. Стих 2. Сите дела на човекот му изгледаат дека се исправни, но Господ ги испитува душите. Истиот овој принцип го прочитавме во една од претходните епизоди, само беше дефиниран на малку поинаков начин. Во 14:12 пишува: Има патишта кои на човек му изгледаат прави, но крајот нивни води во смрт. Предпоставувам сте се нашле во ситуација кога сте му сведочеле на некој ближен, сте му кажале дека е грешен и дека има потреба од спасение, но од другата страна немало никаков интерес за пораката на Евангелието. Знаете зошто е тоа така? Бидејќи таквите луѓе мислат дека сите нивни дела се исправни. Кога јас сум бил во таква ситуација, другите знаеле да ми кажат: зошто да се спасам? Што не е во ред со мене? Знам дека сум исправен пред Бог. Па јас сум чесен човек. Не само тоа, туку постојат и голем број христијани кои мислат дека нивното општање со Бог е совршено. Мислам дека овој стих ги опфаќа и многу добро ги опишува и таквите луѓе. Во 1 Јован 1:7 пишува: А ако пак во светлина одиме, како што е тој самиот во светлина, тоа значи дека ние еден со друг имаме заедништво. И крвта на Исус Христос, неговиот син, не очистува од секаков грев. Светото писмо е како огледало кое ни ги открива нашите гревови и пороци. Погледнете се во тоа огледало и дозволете му да ви открие каде треба да се поправите. Проблемот со нас луѓето е што секогаш се споредуваме со другите, а не со Божиот стандард кој ни е откриен во писмото. Ако се споредувате со другите, сигурен сум дека ќе најдете луѓе кои навидум се морално инфериорни во споредба со вас, и тоа ќе ве направи да се чувствувате добро. Не само тоа, туку можеби и на вашето работно место и во вашето соседство, луѓето сметаат дека сте добра личност. Но, дали сте се запрашале што вели Божиот збор за вас? Ако не знаете, прочитајте и ќе дознаете. Во Јован 1:6 пишува: Ако речеме дека со него имаме заедништво, а одиме во темнина, тогаш лажеме и не постапуваме според вистината. Патем, овие стихови се однесуваат на оние кои се нарекуваат христијани. Денес има голем број луѓе кои се нарекуваат христијани, а сепак живеат во темнина. Самите тие мислат дека се добри луѓе и дека се подобри од некои други, но не се доволно храбри да се погледнат во духовното огледало, односно да ја читаат Библијата и да видат што Бог вели за нив. Не е важно што мислите за себе, бидејќи тоа мислење може да е илузија или некаква заблуда. Библијата ќе ви даде објективно мислење за тоа какви сте на вистина, но и какви можете да бидете ако живеете во постојана
и целосна предаденост кон Бог. Библијата многу јасно ни кажува дека сите луѓе се грешни. Сите ние преку мисли, зборови и дела правиме гревови пред Бог. Со оглед на тоа што Бог е праведен, тој мора да го казни гревот. А таа казна е вечната смрт, односно вечната одвоеност од него. Но Бог најде решение за секој кој сака да ја избегне вечната смрт. Решението е смртта и воскресението на Господ Исус Христос. Во Јован 3:16 пишува дека секој кој верува во него нема да загине, туку ќе има вечен живот. Јас и вие не можеме да го заслужиме спасението. Потребен ни е Спасител и го имаме во Исус Христос. Се што се бара од нас е да поверуваме во неговата смрт и воскресение. И врз основа на таа вера, Бог ќе ни ги прости гревовите и ќе го добиеме спасението. Потоа, следува процесот на светоста. Истиот Бог кој ни ги простува гревовите, исто така ни дава и сила да живееме според неговиот збор и со тоа да го сакаме него, а и луѓето околу нас. Тоа е Евангелието. Тоа е суштината на христијанската вера. Така што, ако мислите дека вашиот живот е добар и исправен, сакам да ве охрабрам да го преиспитате тој став. Отворете ја Библијата и дозволете му на Бог, кој ве сака, да ви покаже дали вашите дела се исправни. Продолжуваме со читање. Стих 3. Предај ги делата своји на Господ, и твоите намери ќе се исполнат. Мудроста не повикува да му ги предадеме своите дела на Бог во молитва, а откако ќе го направиме тоа, тој ќе се погрижи нашите намери да се исполнат. Ова не е единственото место во Библијата, каде сме директно предизвикани и поттикнати во се што правиме да се надеваме на Бог и да ја бараме неговата волја. Светото писмо јасно не учи дека ако живееме за да му угодиме на Бог, тој ќе се грижи за нас и никогаш нема да не остави, ниту пак да не напушти. Затоа, доколку имате некакви планови за иднината, предајте му ги на Бог и очекувајте одговор од него. Некои од вас моментално се загрижени за утрешниот ден, за следната недела, следната година и воопшто за иднината. Што ќе се случи? Во која насока ќе ви се движи животот? Што ќе работите? Дали ќе имате доволно финансии за да преживеете? Тие прашања се нормални, но немојте да дозволувате да ве водат во страв. Верувајте му на Бог, дека тој ќе се грижи за вас. Стих 4. Господ направил се со определена цел, а и безбожниците за судниот ден. Знам дека ово учење е тешко да се разбере и прифати, но се наоѓа во Библијата и верувам дека треба да му посветиме барем малку внимание. Стихот вели дека Бог направил се со определена цел. Тоа значи дека се што постои има одредена причина зошто постои. Без разлика дали станува збор за соленоста на морето, за оддалеченоста на земјата од сонцето и слично, сите нешта се создадени со определена цел. Создателот наумил така. Например, мислам дека во времето на царот Соломон луѓето не знаеја зошто сонцето е толку далеко од земјата. Но денешната наука ни кажува дека сонцето е на совршена оддалеченост од земјата. Ако таа далечина е малку поголема или помала, животот на планетата Земја би бил невозможен. Бог бил ласерски прецизен при создавањето на земјата и сите небесни тела во Вселената. Тој завршил одлична работа како создател на се видливо и невидливо. Бог го создал и човекот со определена цел. Во катехизмот на христијанската вера, едно од главните прашања е: која е главната цел на човекот? А одговорот гласи: главната цел на човекот е да го прослави Бог и низ цела вечност да ужива во него. Без разлика кој сте, каде живеете и што правите во животот, сакам да знаете дека Бог ве создал за своја слава. Неговата волја за вашиот живот е да имате заедништво и општење со него. Некој можеби ќе праша: но што е со грешниците, со оние кои се духовно изгубени? Тоа што ќе ви го кажам, може нема да ви се допаѓа, но одговорот е: дури и тоа е за Божја слава. Ако не ви се допаѓа одговорот, сакам да знаете дека тоа не е мој одговор, туку на Библијата. Бог го создал овој свет на начин кој му е нему угоден
и го води и управува на начин кој му е негму угоден. Од нас не се очекува да даваме предлози за тоа како треба да се подобрат Божите принципи и закони, туку да ги прифатиме истите. Имајќи го сето тоа на ум, сакам да знаете дека не е сеедно дали живеете во греф или светост. Божјата волја за човекот е да живее во светост и да има заедништво со него. Ако живеете во греф и далеку од Бог, денес е денот кога треба да се обратите кон Бог. Изреката која предмалку ја прочитавме вели дека Бог ги создал безбожниците за судниот ден. Односно, тоа значи дека ќе бидат казнети на судниот ден. А зошто да бидете казнети, кога можете да уживате во Божјото присуство и во вечно заедништво со Него? Но колку и да звучи прекрасно пораката на Евангелието, сепак има такви кои ќе ја отфрлат понудата за спасение. И покрај се, Библијата вели дека дури и преку судот на таквите луѓе, Бог ќе се прослави. Како? Во моментот не знам да ви дадам одговор на тоа прашање, но сигурен сум дека еден ден ќе дознаеме. Тоа што е важно да го имаме на ум во контекстот на овој стих е дека се во оваа вселена се случува според Божиот план и цел. Затоа, на секој од нас останува изборот дали ќе се вклопиме во Божите планови и цели или пак ќе им се противиме. Безумните нема да се вклопат, бидејќи според нив или Бог не постои, или не е паметно да се прифатат неговите планови и цели. Но мудрите не само што ќе ги прифатат Божите планови, туку и со радост ќе ги исполнуваат. Тие знаат дека Бог ги наградува оние кои искрено го бараат и му веруваат, како што пишува во Евреите 11.6. Продолжуваме со читање. Стих 7. Кога на Бога му се пријатни патиштата на човекот, тој и со непријателите негови го смирува. Овој стих има неколку толкувања и се надевам дека сега накратко ќе можам да го дадам правилното. Кога човек за прв пат ќе ги прочита овие стихови, можеби ќе дојде до заклучок дека побожните луѓе немаат непријатели. Но самото Свето писмо, а и животите на побожните луѓе кои ги познавам, ми се добар доказ дека тоа не е значењето на овој стих. Поентата на овој стих не е дека Бог ќе направи побожните да немаат непријатели, туку дека има ситуации кои по Божјата милост, оние кои му веруваат на Бог ќе можат да разговараат со своите непријатели, па дури и да дојдат до некакво помирување. Јас го имам тоа доживеано на своја кожа, а се надевам дека и вие. Ние сме повикани да се молиме за нашите непријатели и за оние кои не прогонуваат поради нашата вера во Христос. Не велам дека ним сигурно ќе им проработи совеста и дека ќе се покајат за нивната омраза. Но никогаш не знаете како Бог може да ги исползува вашите молитви за да донесе промена во животите на оние кои се против вас. Последните неколку стихови има навистина длабоки мудрости, но за жал ќе морам да ги прескокнам се со цел да можеме денес да го завршиме проучувањето на глава 16. Ќе ги прочитам стиховите 18 и 19. Пред погибел гордоста врви и пред паѓање надменоста. Подобро е да се смируваш во духот со кротки, отколку да делиш грабеж со горделиви. Ова е еден од стиховите кои ги имам подвлечено во мојата Библија. Мудроста повторно ја отвара гордоста како важна тема. Мислам дека гордоста е најомразениот грев во Божите очи. Гордоста е причината поради која сатаната падна во грев. Тој беше наречен Луцифер и беше прекрасен ангел, едно од најубавите созданија кои Бог ги создаде пред создавањето на човекот. Но поради гордоста, сатаната падна и го изгуби својот статус како посебен ангел во рајот. Тој сакаше да се постави себе си над Бог и да го заземе неговото место. Бог му даде слободна волја, но тој ја искористи за да направи зло и затоа Бог го казни. Не само ангелите, туку и човекот има слободна волја. За разлика од животните кои се водат според внатрешен инстинкт и се обврзани да дејствуваат според нивниот инстинкт, човекот може да одлучи што сака да направи, како да реагира на одредени ситуации и слично. Слободната волја е навистина прекрасен благослов кој Бог им го дал на луѓето затоа што ги сака. Но слободната волја може да се користи како за добри и доблесни нешта, така и за зли и лукави дела. Стихот што го прочитавме вели дека гордоста секогаш води кон погибел.
Во Светото писмо има голем број на животни приказни кои многу добро го објаснуваат овој духовен принцип. Една од нив е онаа на Авесалом, синот на Давид, кој се побуни против својот татко и на крајот беше убиен многу млад. Джинот Голијат исто така беше горделив човек и заврши многу трагично. Ке продолжам со читање. Стих 24. Пријатни зборови се восочен мед, за душата сладки, а за коските лековити. Пријатни зборови. Сите ние сакаме да слушнеме нешто добро, зарем не? Но кога читаме весник или пуштаме телевизија, постојано слушаме лоши вести. Навистина е штета што луѓето не ја читаат Библијата, бидејќи во неја има добри и радосни вести. Евангелието е радосна вест за спасението кое Бог ни го нуди нам грешниците преку смртта и воскресението на Исус Христос. Стих 24. Има патишта кои на човекот му изгледаат прави, но крајот им е пат кон смртта. Некој можеби ќе рече, овој стих го читавме и претходно. Да, во Изреки 14:12 се запишани истите зборови. Верувам дека Бог дозволил истата изрека да биде запишана 2 пати, зашто сака да знаеме дека е многу важна и е корисно да ја читаме повторно. Стих 27. Лукав човек зло замислува, во устата своја оган разгорува. Предпоставувам познавате луѓе кои многу добро се вклопуваат во овој опис. Јас имав еден пријател на кој му се јавува секогаш кога сакав да го прашам што се случува во црквата. Но кога и да му се јавев, тој знаеше да каже: "Патем, слушна ли што направил тој човек?" Или "Слушна ли каков скандал се случи во тоа семејство?" Јас не бев запознаен со тие трачеви и искрено не ме интересираа, бидејќи мене ме интересираше состојбата на црквата. Некој ќе праша: "Дали тој човек беше спасен?" Мојот одговор е: "Не знам. Одамна се немам слушнато со него и не знам каде е и што прави." Но сигурен сум дека неговата склоност да споделува информации поврзани со животите на другите луѓе не беше одлика на побожност. Ке продолжам со читање. Стих 28. Подмолен човек се е раздор и клеветник пријатели разделува. Пазете се од луѓето кои ги клеветат другите. Тие имаат скриени намери кои воопшто не се добри. Стих 33. Ждрепка се фрла во скут, но се што решава таа, од Господ е. Со други зборови, тоа значи дека без разлика што планираат или сакаат некогаш луѓето, се што се случува во овој свет е според Божиот план или допуштање. Многу добар пример за тоа имаме во старозаветната книга Естира, во која еден човек кроеше планови да ги уништи евреите, а на крај Господ направи токму тој и неговиот дом да бидат уништени. Со тоа го завршуваме проучувањето на глава 16 од книга Изреки. Следниот пат ќе обработиме глава 17. Се надевам дека овие нешта ви се од корист, дека размислувате за нив и ќе ги примените. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.